почитувани борци, почитувани продолжувачи на делото на борците. Драги мои скопјанки, почитувани скопјани. Почитувани министри во владата на Република Северна Македонија, почитувана председателка на Советот на град Скопје, драги присутни. Ми представува особено голема чест и задоволство да можам да го честитам овој голем јубилеј. 80 години од формирањето на првиот скопски партизански одред. А воедно да посакам сите ние заедно да прославуваме уште многу вакви антифашистички јубилеи. Формирањето на првиот скопски партизански одред е голем и значаен настан за македонската историја, меѓутоа и историјата на ова наше најдраго на свет Скопје. Да се формира Народно-ослободителен партизански одред во 1941 година, на 22 август, представува чин на огромна храброст, одлучност и хуманост на 12 луѓе подготвени со сопствениот живот да ја платат слободата, започнувајќи голема борба против недвојбено фашистичкиот окупатор и неговите слуги. Да не заборавиме дека токму Скопје во далечната 1941 година беше еден од двата центри на тогашната окупаторска бугарска администрација и воена и полициска структура во Македонија. Во Скопје на 22 јуни 1941 година била формирана воената комисија која што во улога на воен штаб организирала низа подготвителни активности за отпочнување на оружената борба, а за таа цел на истиот состанок била донесена и одлуката за формирање на партизански одред на почеток составен од 12 припадници. Подоцна, тој број пораснал на 42, кои што биле од различна етничка припадност, а сепак, како и ние денес, успеале да се обединат околу една заедничка идеја – слобода. Скопскиот партизански одред по својата разноликост наликува на нашето денешно Скопје во мало. Во него членувале македонци, албанци, срби, бошњаци, турци, роми и власци. Имало најразлични струки, меѓутоа сите биле со еден занает и со една мисија, антифашистичка мисија за ослободување од фашистичкиот окупатор. Диверзантските акции биле белег на овој прв партизански период во нашиот град. Првата диверзантска акција во Скопје била изведена на 5 јуни 1941 година на воениот аеродром, кога бил запален германски авион. Во предворието на формирањето на Скопскиот партизански одред извршена била и диверзантска акција во рудникот Радуша за одземање на експлозивен материјал. Токму членовите на скопските диверзантски групи го сочинуваат јадрото на првиот скопски партизански одред. Затоа уште еднаш да се подсетиме, меѓутоа и во исто време да заблагодариме на тие херои и на нивните дела. Чедомир Миленковиќ, Дане Крапчев, Боте Боцевски, Невена Ѓоргиева Дуња, Раде Јовчевски Корчагин, Благој Деспотовски Шовелј, Стерио Кранго Дучо, Боро Ончевски, Боро Трајчевски Ѓуро, Ацо Смилевски, Павле Момчиловиќ, Светозар Томич. Првите 12 скопски партизани. Од вкупно 42 припадници на одредот, 17 го загубиле својот живот. Тројца од нив, Александар Рударевски, Раде Јовчевски Корчагин и Боро Петрушевски, се прогласени за народни херои. Затоа, драги мои скопјани, почитувани мои скопјанки, ние немаме од што да се срамиме и секогаш со гордост се сеќаваме и ќе се сеќаваме на нашата историја. За разлика од нас, некои наши соседи во своето минато често биле на погрешната страна. Преку обидите за интервенции во нашата историја се обидуваат да го избришат сопственото минато, при што заборавајки дека негирањето на својот фашизам
е всушност негирање и на нивниот антифашизам и на нивните антифашисти кои што и како постоеле во нивните редови. Драги наши борци, драги наши ослободители, драги мои скопјани, огромна е честа и задоволството да бидеме на дел од генерациите кои што имаа можност директно од вас, борците, да слушаат, да учат, да сведочат на вашите бројни херојски борби, кои што беа со неискрен слободарски дух, со најискрен слободарски дух и кои што се водеа во текот на војната. Во името на сите нас, во името на патриотизмот, хероизмот, пожртвуваноста, во името на продолжените животи, во името на животите кои што не гасна затоа што се положени за слободата, да ги негуваме заеднички традициите на народоослободителната антифашистичка војна во Македонија и да ги чуваме придобивките од антифашистичката револуција. Тоа го должиме вам, борците, тоа го должиме на сите оние кои што денеска не се присутни на овој ден, тоа го должиме на сегашните, тоа го должиме на идните генерации, затоа што истите заслужуваат како нас да живеат во слободна татковина. Нека ни е честит овој јубилеј. Нека е вечен споменот на храброста на борците на првиот партизански скопски одред. Нека е вечна слободата на Македонија.